Премиерот смета дека направил добра работа со тоа што го сменил името на државата, па дури и победил на изборите, како резултат на добрата одлука што ја направил. Овој став тој го потврдува во интервју за виенскиот весник Стандард. Го сменив името на земјата, а потоа победив на изборите. И тоа е затоа што граѓаните почна да веруваат во иднината. Кога го потпишав договорот од Преспа со тогашниот грчки премиер Алексис Ципрас во 2018 година, 85% од граѓаните беа против. Ми се заканија, запалија пожар пред мојата куќа, имаше хаос во земјата и имаше протести во Грција. Потоа победив на изборите. Тоа значи дека ако сериозно знаете дека правите нешто добро за земјата и граѓаните, тогаш треба да донесувате одлуки. Иако населението не ги поддржува и не треба да се мисли на својата кариера. Ваквата изјава од страна на ЗАЕФ за промени кои се драстични за македонската држава доаѓа во особено чувствителен момент, односно во време кога Македонија се соочува со низа на блокади за влез во Европската Унија од страна на официјална Софија, иако се потпиша договор за добрососедство со Бугарија. Особено важен е тајмингот на изјавата за весникот, знаејќи дека утре и залутра во Скопје доаѓаат едни од челниците на европската дипломатија, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, како и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. Двајцата во својата агенда имаат разговори за спорот со Бугарија. Председателката оди на Западен Балкан да ја потврди посветеноста на Европската Унија кон регионот. Ова се партнери на Европската Унија со кои имаме многу силни врски и посетата ќе биде прилика да се разговара за овие односи, вклучително и тоа билатерално прашање. Се наметнува прашањето дали на овие средби, судејќи по изјавата за Стандард, можно е премиерот да даде повеќе од она кое е предвидено во договорот со Бугарија, со цел да се придвижат работите кон Унијата и источниот сосед да го тргне ветото кон нас, задоволувајќи ги сите барања кои тие ги имаат, почнувајќи од промена на историјата до бришење на историските факти и превземање на македонските револуционери како бугарски.